поглед на проблемите на човештвото, светот не се менува. И пред 2000 години човештвото се занимало со истите проблеми со кои што се занимава денес, иако во секој друг поглед човештвото оди напред. Посебно последните 100 години човештвото покажа дека има голем капацитет, голем потенцијал во областта на науката, во областта на техниката, во областта на образованието. Човештвото е отидено многу напред. Почнува да истражува Вселената. Меѓутоа, во однос на моралот, оние суштински човечки прашања, човештвото не е мрднало воопшто напред. Напротив, можеме да кажеме дека назадува. Последните 100 година бевме сведоци на многу екзодуси, на многу преселби, принудни преселби на луѓето. Бевме сведоци на жестоки војни, убивања. Гледаме како човекот, иако има повеќе од било кога порано, иако денес има храна повеќе од било кога порано, исто така има и гладни луѓе повеќе од било кога порано. Додека на едниот крај на светот се фрла храната, го собираат житото и бидејќи нема кај да го продадат, го фрлаат во морињата, во океаните за да држат цена, стабилна цена на житото. Во исто време, од многу други краишта во светот, луѓето умираат од глад. Образование, напредок, цивилизација, а човекот си остана скржав. Човекот си остана себичен. Зошто не мрдна напред во таа насока? Зошто денес човекот е по-оттуген, иако техниката напредна, иако имаме такви можности да комуницираме повеќе со интернет, со телефони, денес човекот е поосамен од било кога порано, пооттуген од другите од било кога порано. Човештвото се бори, се труди да ги најде одговорот на овие прашања и сметаме дека вечното, непроменливо Божјо Слово може да го даде вистинскиот одговор. И таму во тоа Слово, донес што го прочитавме, гледаме дека зад сите фрустрации на човештвото стои организирана сила, зла сила, и на чело на таа сила стои сатаната. Да, разумниот, цивилизираниот, образованиот човек не може да прифати таква зла реалност. Постои на некое духовно суштество кој ние го нарекуваме ѓавол или сатана. Како може образован човек да верува во такво нешто? И токму тоа е тактиката на сатаната. Да не веруваме. Ние сме толку паметни, толку интелигентни, разумни, рационални битија, када е невозможно да се верува во таква глупост. Библијата тврди дека причината за проблемите, дека изворот на злото е духовната сила, духовните сили на темнината. И напразно, ако е тоа така, а ние веруваме дека е така, напразно е да се обидуваме, налудничево е да се обидуваме да ги средиме проблемите, а при тоа да не се справиме со изворот на проблемите. Во некоја ментална институција која лекувала или изгрижувала ментално болни луѓе, имале интересен тест како да видат на кој ниво се нивните пациенти. Имало една просторија со чешма и ја пуштале чешмата за да направат поплава. И потоа го пуштале пациентот со крпи, со сунгери, со кофи, за да ја собере водата. И наблюдувале. Кога ќе влезел пациентот, ако прво ја запирал чешмата, а потоа продолжувал да ја запира водата, заклучувале дека има некој напредок. Ако почнала да се справува со поплавата, а останувала чешмата пуштена, си веле уште треба многу грижа или терапија. Светот се однесува на истиот начин, налудничево, во поглед на решавање на проблемите. Повеќе образование, подобри закони, кревање на свест и така натаму.
Меѓутоа, сите тие мерки нема да родат со никаков плод ако не се запре истекувањето на злото, не се реши изворот на злото. Ако не се запре злото во срцето на човекот. Зашто срцето на човекот, кое е нападнато или поробено од темнината, е изворот на проблемите. Кој кловнот Годо вели во една прилика, долго време барав, истражував, се прашував кој е проблемот, каде е проблемот и на крајот разбрав, проблемот е ние. Ние сме проблемот, луѓето се проблемот. Ние сме дел од проблемот. Ние ги создаваме проблемите зашто проблемот е во нас, во нашето срце, кое е покорено, поробено на гревот. И не можеме да имаме успех во решавањето на проблемите ако не се справиме со коренот, со злото во нас, ако не запреме чешмата од каде што истекува злото. И тоа се оние идеи кои ги споделува овој текст, кој разгледуваме. Имаме вистинско оружје и ние нема да можеме правилно да го примениме тоа оружје во борбата ако не знаеме со кој се бориме, со кого се бориме, кој е нашиот противник, кој е вистинскиот непријател. Ние го лоцираме непријателот во некој човек, во некоја организација, меѓутоа словото вели непријателот се тие, ние не војуваме против тело или крв, туку ние војуваме против тие поднебесни сили на темнината. Веќе видовме во на прво воведно изучување на овој текст, со каков непријател се занимаваме, видовме дека овој свет кој е покорен, поробен или сам влезе доброволно под робството на сатаната, е поробен и сатаната располага со овој свет според неговата природа. Самиот Господ Исус го нарече сатаната како, го нарече дека тој е убиец, човекоубиец и е лажго, лажливец. И според неговата природа, во овој свет, кој е негово власништво, тој руши, тој расипува, тој убива. Тоа е неговата суштина. Ако Бог гради, создава се нешто ново, совршено, сатаната го уништува тоа што Бог го гради, зашто тоа е неговата природа. И како го прави тоа? Бидејќи тоа е лажго, сето тоа го прави, неговата стратегија е измама, манипулација, заблуда на луѓето. Тоа беше она што го гледавме минатиот пат, разгледувавме и уште едно изучување ќе посветиме на вовед. Да видиме, пред да поминеме на оружјето, чисто да видиме со каков противник се занимаваме, да видиме колку е сериозна војната и да на крајот да заклучиме дека сами не можеме да се справиме во таа борба. Ние сме безпомошни, се додека не се засилиме во Господа и во силата на неговата моќ, како што нели започнува ова поглавје или ова последен дел од посланието. Така да сега во втор дел ќе се обидеме да видиме какви тактики тој применува, што се обидува да прави со нас, преку што ги прави тие работи, зашто ќе видиме понатаму оружјето кое е опишано во наредните стихови, заштитува се всушност опрема со која ние се заштитуваме од тие напади или огнените стрели. Има шлем, има оклоп направено, има штит, има обувки, има делови од опрема кои заштитуваат одделни делови, така да кажеме, на човечката личност, кои се подложни на дејството на сатаната или се цели на неговите тактики. Ајде да видиме како работи всушност сатаната или што користи сатаната за да продра до нас. Прво, телото. Телото е каналот преку кој работи сатаната. И кога говориме за тело или телесност, се разбира, тоа треба да го сватиме метафорички. Телото во Библијата не е коската, коските, месото, нервниот систем, кожата.
туку мисле нешто друго. И кога се кажува или се спомнува телесност, да не бидеме телесни, не се има во предвид телесна тежина, количина тело, иако некои христијани и во тоа веруваат, дека колку повеќе тело имаме, толку по-грешни сме. И обратно, колку помалку тело, помалку грешни. Некои имаат повеќе тело, некои имаат помалку тело. Обично кога ќе се ожени некој, почнува да добива повеќе тело, или кога ќе навлезе во третата деценија. Но тоа не е врзано со нашата светост или праведност. Аскетските христијани веруваат дека колку е поголемо телото, духот е помал, и колку е помало телото, духот е поголем. Големината на телото може на здравето да влие, но не и на нашата духовност. Кога говори за телесност, Библијата мисли на грешната природа, изопачената природа, испревртената природа, корумпираната човечка природа. Или она место, оној дел во човечката личност кој го поттикнува бунтот против Божиот авторитет. Оној дел кој не создава копнеш во нас да бидеме независни од Бог или самите да си бидеме богови. Ние да решаваме за себе наместо Бог. Тоа е оној дел од човечката личност која е свртена кон нас, себичноста, егоизмот. Бог не создал како негово создание, негов образ и подобие, да бидеме исполнети со неговата љубов која сегаш е насочена кон другите, кон Бог, кон ближниот, додека изопачената грешна природа ја свртува Божјата љубов кон самите нас. И најголемиот проблем е во тоа што сите, од моментот на паѓањето на човештвото во грев во Еденската градина, сите ние се раѓаме од раѓање и имаме грешната природа. И затоа нема потреба човек да биде учен како да мрази, како да мами, како да завидува, зашто тоа е во нас. Кој не учел да се гневиме или да мразиме? Направимо лошо на некого и тој веќе во моментот ќе знае како да мрази, зашто тоа е дел од нас, во нашата грешна природа. Не сме создадени од Бог со таа природа, но сатаната со искушението и паѓањето на човекот во грев ја изопачи онаа природа чиста, света, славна, која Бог ја создаде во човекот. Тоа сатаната действуваше во суштината на човечката природа да ја изопачи. И сега ние сме со изопачена човечка природа. И така сме, апостол Јаков вели дека ние сме раководени од мудрост која е земна, душевна и демонска. Демонска зашто се раководи од природата на злиот, на темнината. И сме лишени, вели во Римјаните 3:23, сите сгрешија и се лишени од Божјата слава. Тоа значи дека не само ограниченост, т.е. невозможно да стигнеме до Божјата слава, но самата Божја слава која е во човечката природа посушта во создавање, во основа, таа е испревртена, загубена е во нас. Божјата слава. А Божјата слава значи Божјата убавина. Човечката природа во суштина е славна, е убава, но од дејството што го изврши сатаната со паѓањето на човечкото во грев, тоа испреврти. И таа стана нечиста природа, стана темна природа, стана природа која наместо да се стреми кон Божјата слава, се стреми кон паднатата, ништожната човечка слава. И тоа е каналот преку кој работи сатаната. Тоа е делот од човекот кој сатаната го искушува во грев. Паднатата човечка природа. Паднатата човечка природа е она демонското оружје во нас, кој не влече во грев, во темнината, не турка во робството на сатаната.
И другиот канал, бидејќи има грешна човечка природа и бидејќи човештвото е сочинето од многу поединци, светот уствари е оној колективен збир на сите паднати човечки природи. Сите паднати човечки природи на оваа земја заедно го сочинуваат светот. Тоа сите луѓе во својата грешност го моделираат светот како систем кој е противен на Бог. Противен на Бог е зашто е тоа систем на луѓе кои живеат во паднатата природа, во грешната човечка природа. Значи, тоа е еден колективен израз, збир на сите грешни природи. И бидејќи збир на грешните природи, светот во суштина е грешен. Светот во суштина ја застапува идеологијата на оној кој го држи светот во робство, во грев. Порано нас не учеа, нели, во марксизмот, дека сите ние имаме своја индивидуална свест и сите ние заедно создаваме една колективна обштествена свест. И обштествената свест при тоа действува повторно на секој индивидуално. И во духовниот поглед е така. Светот е збир на сите паднати човечки природи и во исто време светот како систем, безбожен систем, пак влие од друга страна на секој поединечно. Светот се обидува како безбожен систем секого да го моделира според тој систем. Ние го моделираме светот и светот не моделира нас. Иако ние сме луѓе кои го имаме и Бог во нас, живејќи во овој свет, светот се обидува, светот кој е безбожнички систем на сатаната, се обидува да не моделира. Затоа и оние заповеди, например, во Римјаните 12 глава 2 стих, да не се сообразуваме според овој свет, туку да се преобразуваме во обновениот ум. Бидејќи светот се обидува да не формира, да не обликува. А нашата цел треба да биде да се спротивставуваме на овој свет. Овој систем, светот се гради на зли вредности, раководене од гордоста на сатаната и ги прифаќа оние фалшливи вредности, она нереална представа за животот што ја нуди сатаната. И тоа се главно двата канали преку кои злото се шири. Грешната природа која е во самите нас и светот како нешто надворешно кое не притиска. И проблемот е што тие се постојано овде. Грешната природа е во нас и ние не можеме да се ослободиме од неа. Ние се бориме против неа. И таа борба е постојана и секојдневна. И сме постојано заобиколени со светот. Дури кога седнуваме недела, се овдека навечер, ние седнуваме со грешната природа, која продолжува да не тера, да не влече назад од темнината. Сега, вистината е дека сатаната не може да не врати во робството на гревот. Тоест не може да не врати назад во неговото царство. Ако сме спасени во Христос, тогаш невозможно е тој да не врати назад. Меѓутоа, тргнувајќи од таа вистина, некој вела дека сега кога сме спасени, ние сме целосно заштитени од сатаната, што не е точно. Сатаната сака така да мислиме. Сака да мислиме дека повеќе нема напади од темнината. Вистината е дека, иако не може да не врати назад во темнината, сатаната нема да престане да не напаѓа за да го ослаби нашето сведоштво, да не обесхрабри да служиме, да не демотивира во секој поглед, да ги направи бесплодни нашите дела, да не направи бесплодни во службата во Божјото царство. И всушност, токму тогаш кога ќе поверуваме, ние тогаш стануваме главната мета на сатаната. Има еден текст кој Господ Исус Христос го кажува
во Лука 11:21 за силниот вооружен човек кој го чува својот дом и над неговиот имот владее мир. И тој таму дава една метафора за сатаната како силен човек кој си го чува мирот, кој си го чува домот и владее мир во неговиот дом. Меѓутоа, која ќе дојде друг да го врзе и ќе го заплаши неговиот дом, тогаш почнува војната. Сатаната не е загрижен кога светот се обидува да ги реши проблемите на човештвото. Сатаната не се плаши од подоброто образование. Сатаната не се плаши од подобрата законска регулатива. Сатаната не се плаши од подобрување на животот на луѓето, зашто сите тие техники, сите тие обиди не му пречат. Единственото нешто што него го плаши, она што го руши неговото спокојство, е доаѓањето, оној што дојде да ги уништи делата на злиот. Христос дојде да ги уништи делата на злиот и Христовите се неговата војска која се бори во рушењето на делата на злиот. Христијаните се каналот преку кој Бог работи. Христијаните се они кои во овој свет на темнината, во овој поробен свет, прскаат светлина. Христијаните се они кои откриваат реалноста пред заблудените. И затоа сатаната се обидува токму христијаните да ги замолкне. Него не го плашат оние безуспешни, смешни обиди на светот да се справи со злото. Неговата вистинска опасност се христијаните. И тие се затоа посебна цел. И затоа апостол Павле го опишува сатаната како лав. Не како некој друго животно, баш како лав. Царот на животните. Најстрашното животно. Лав кој, и тоа како гладен лав, кој обиколува, рика, рмжи и бара момент да нападне, да голтне. И тој тоа го пишува на христијани, зашто христијаните се неговата посебна мета. Преку грешната природа, преку светот се обидува да ги притисне. И притоа, користејќи го светот и грешната природа, сатаната се обидува да ја нападне личноста во целина, целата личност. Сега овде кога ќе спомнам некои работи, меѓу другото ова изучување сум го правил 2004 година, со некои сега лексички мали промени. И тогаш го немав предизвикот пред мене да имам некој човек кој разбира од човечката личност. Јас само ќе нафрлам сега некои теолошки, повеќе духовни аспекти на борбата на сатаната, без да навлегувам во проблемите на човечката личност, зашто за тоа го имаме Гаго, кој после на кратко ќе каже. Јас ќе спомнам некои работи како баланс, дисбаланс, меѓутоа познавачот за таа област е Гаго. Така, само како една основа за понатамошните изучувања. Човекот е целина, трихотомна целина. Духот, душата, телото се врзани во единство. Затоа ние не може да луцираме кај е духот, кај е душата. И бидејќи тие се врзани, тоа е можноста на сатаната преку грешната природа да действува на човечката личност. Да действува и на умот, да действува и на чувствата, да действува и на волјата. Навистина, и Бог ги користи и умот, и чувствата, и волјата. Но знаеме Бог каков Бог е. Тој е Бог на редот. Тој е Бог на рамнотежата, на балансот. Ако Бог е таков Бог на редот, тогаш каков Бог е, тогаш каков е сатаната. Сатаната е оној кој што создава, ако Бог создава ред, тогаш сатаната создава неред. Ако Бог создава хармонија, целта на сатаната е да ја уништи таа хармонија. Ако балансот е целта на Бог,
кога действа на човечката личност во спасението, целта на сатаната е да создаде безредие, дисбаланс. Кога Бог действа на човечката личност преку Словото, тој действа равномерно на сите аспекти на човечката личност. Ние преку умот го восприемаме Словото. Меѓутоа Словото е толку, кога Свети Дух работи преку тоа Слово, то не може да не восхити. И да не разбереме, како што беше во молитвата на почетокот, дека тоа Слово е поскапоцено од безброј вакви светови. И тоа не може да не восхити. Да, прво ќе доведе до интелектуален восхит, но тој интелектуален восхит не може да не го допре срцето на човекот, да го разбуди, да го раздвижи за Бог. Зашто, ако не се случи тоа, има проблем. Светиот Дух действа на таков начин. А осветлението или просветлениот ум и разбуденото срце на крајот доведуваат во оној дел во волјата решение, чекори, да го любиме Бог со сето срце, со сета сила, тоа е вклучено се во нас. Да го любиме Бог и ближниот. Со сето срце, сила, тело и така натаму, како што пишува во текстот. А што прави сатаната? Сатаната действа на умот. Како действа преку умот? Умот или разумот на вистина е даден благослов од Бог, привилегија за човекот која ја немаат другите во созданието. Човекот има разум. Човекот е рационално битие. И тоа е голем благослов за човекот од Бог. Меѓутоа, што прави сатаната или кој е проблемот уствари на човекот? Кога до таа мера ќе го расшири значењето или ќе потенцира значење на разум, на рационалност, што ќе измести верата. Се треба да прифатиме со разум. Ние како разумни битија треба да се потпреме на разумот. И потпирајќи се на разумот, човекот во 18 век се откаже од Бог. Токму во времето на рационализмот, кога човекот почна да се потпира на својот разум и го истигна разумот како највисоко човечко достигање и како средство за усовршување на човештвото, тогаш дојде до паѓање на човештвото. И затоа во тој период, например, Цинцендорф оди во една друга крајност и вели, секој што се обидува со својот разум да го разбере Бог, порано или подоцна ќе стане атеист. Не, тоа е пак она друга крајност на исклучување на разумот. Бог не сака таков дисбаланс, но Бог сака баланс. Да, разумот е важен, но проблемот е во тоа што сатаната преку светот го промовира разумот како единствен критериум и при тоа го користи да создаде гордост кај човекот, дека човекот е толку способен, толку паметен, толку образован, толку умен, толку интелигентен, толку разумен, што не му треба Бог. Зошто ќе ти е Бог, кога ти можеш да бидеш самиот Бог? Сеќавате, првото искушение што го направи сатаната, што го упати, кон Ева беше токму во таа област. Да знаеш, сакаш да знаеш. Имаш можност да знаеш. Не сакам да кажам дека образованието или разумот е лош. Разумот е благослов од Бог. Бог ни го дал. Само ние сме обдарени со разум. И затоа само ние можеме да бидеме создание кој може да верува, зашто го има разумот. Но проблемот е во тоа што во гордоста, сметајќи се за многу мудри, доаѓаме до ситуација да ги избереме своите солуции. Затоа, бидејќи сме многу разумни, ние отфрламе суштината на проблемот на човекот, постоењето на злото. Да, верувале луѓето во ѓавол, во демони, така натаму, но кога биле прости, кога биле необразовани. Денес, за еден образован човек, е лудост да верува во постоење на демони. Не. Како може образован човек да верува, да биде религиозен? Тоа е обично
оправданието што го бараат луѓето, тоа е аргументот што го дават. Религијата е за простите луѓе, необразованите луѓе, неуките. Не може образован човек да верува во Бог. Тој стереотип се уште постои во светот. Кој го наметна тој стереотип? Разумот како основен критериум за определување што е правилно, што не е правилно, што е добро, што е зло. За жал и ние како христијани паѓаме по тоа искушение, кога сметаме дека ние имаме помудри стратегии од тоа нешто се запишани во Библијата. Библијата многу јасно кажува што е добро, што е зло. Многу пати ние ќе си направиме стратегии, ќе си кажеме, ако го употребиме злото во оваа ситуација, ќе успееме. Тоа е подобриот начин. И на тој начин, и тогаш ние кажуваме дека сме помудри од Словото. И, да, кога велиме нашата теологија е поинтелектуална, поумна, поразумна од онаа на другите. И поради таа причина во црквите имало такви борби низ историјата, што доведувало до трагичен крај за оние што учествувале во тие борби. Тоа е, пак духовно кај, не се занимаваме со психологија, се занимаваме со тактиките на сатаната. Сатаната действува и на чувствата. Таа чувствата, исто како и разумот, се легитимен механизам, начин за восприемање на реалност. Уште од бебиња, уште пред разумот да се формира, бебињата на основа на чувствата креираат реалност за себе. Но проблемот е што чувствата се во исто време и најнесигурниот начин да ја восприемаме реалноста. Зашто чувствата се непостојани, несигурни. И најчесто реалноста или обично реалноста која се восприема преку чувствата не е вистинската реалност. И сега кој е проблемот? Тоа го имаме и во црковните кругови, го има и во светот, кога до таа мера ќе се расшири важноста на чувствата, што ќе се исклучат другите аспекти во човечката личност. Има христијани кои велат, нас не интересира разумот, нас не интересира доктрината. Ние сакаме да го искусиме Бог, да имаме преживување со Бог, манифестации на Светиот Дух во нас. Ние така ќе го восприемаме Бог. И во историјата на црквата имало периоди кога се стигнало до таму што дури се забранувало подготовка на проповеди. Ти ако подготвуваш проповед, го ограничуваш действото на Светиот Дух, ќе се возгордееш, затоа кога ќе застанеш на амвонот, ќе се отвориш и Светиот Дух ќе ти говори. И така влегле многу ереси во црквата, многу лажни учења. И бидејќи чувствата се променливи, таквите христијани, па и луѓе, се како јојо, се будат са утрото, расположени, бидејќи поради некои причини се расположени, и благослов врз благослов ги следи преку денот, помазание врз помазание, пресрекни, величат, Бог е со нив, другиот ден се будат депресивни, нерасположени, го нема Бог, Бог се откажал од нив. Каде е Бог? Ние ја крепиме нашата вера на учењето, на вистината, дека Бог е секогаш со нас. Бог е семокен и во секоја ситуација Бог е со нас. Независно од тоа што чувствуваме, како чувствуваме. Тие дисбаланси ги туркаат луѓето од еден крај во друг крај и се навистина отворени врати да действува сатаната во нашиот живот. Ќе видиме ние во тоа оружје се вклучени сите тие аспекти во човечката личност. И кога говориме за таквите екстреми, промени, сатаната секогаш се обидува да внесе чувство на страв, несигурност. Бог е оној кој дава вера. Бог секогаш ни дава вера преку Светиот Дух. Од верата доаѓаат и надежта и љубовта.
Стравот пак, наспроти верата, води кон очај, кон страв, кон безнадежност. И води и кон потоа, и кон, може би не кон омраза, но кон непријателства. Тие се спротивностите. Верата наспроти стравот во човекот. И затоа Исус постојано порачува: не плашете се, не му давајте место на стравот. Има заповеди во Тимотеј, видовме, нели, каков дух Бог ни дал. Сите тие нешта се како предупредување за тактиките кои што ги има сатаната во нашиот живот. Кога ќе испаднеме во страв, во очај, во непријателство, во омраза, сатаната ги постигнал своите цели. И на крајот, волјата е практичната област, каде што се заимаат решенијата. На крајот, која е целта уствари на сатаната? Влијајќи преку грешната природа на умот, на чувствата, тој сака да не доведе до момент кога ќе донесеме погрешно решение. Решение кое е спротивно на Божјата волја. Решение кое ќе оди во полза на сатаната. Тоа е духовната војна, секојдневната духовна војна. Да се вратиме на случајот со Ева, во Битие 3 глава 4 до 6 стих. Тогаш змијата и рече на жената: не, нема да умрете, но Бог знае дека оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро, а што е зло. И кога жената види дека родот на дрвото е добар за јадење, таа види дека е добар за јадење, и убав на изглед, и дека дрвото е пожелно, поред тоа што дава знаење, набра род од него и го изеде, па му даде на мажот, та и тој јадеше. Така, гледате ли како тактиката, стратегијата? Прво го нападна умот и рече: не, вие ќе бидете толку паметни, што вам нема да ви треба веќе Бог, вие самите ќе бидете богови. Зошто Бог да решава за вас што е добро, што е лошо? Кога вие можете сами да решавате, ако ја прекршите Божјата заповед. Ако се спротивставите на Бог, вие ќе бидете паметни. Ќе бидете умни. Звучеше многу привлечно. И потоа е болкото што го плодот што го понуди Ева, пишува дека изгледаш како е добар за јадење, тоест задоволува некој друг осет. Таа чувствуваше така дека е добро за јадење и дека е вкусен, задоволува некој осет таков за вкус. И на крајот на краиштата, може ли нешто што е толку полезно, тоест дава мудрост, разум, нешто што е толку убаво на изглед и нешто што е толку вкусно или корисно за телото, на крајот да биде лошо. И донесе решение. Кое беше решението? Ке нарушам Божјата волја. Ке го прекршам оно што Бог ми заповедал. И го направи тоа. На крајот, секако резултатот од кршењето на Божјата волја е на наша штета, смрт. Тие загубија безсмртноста. Паднаа во грев. Човештвото падна во грев. Тоа се тактиките на сатаната. Да заблуди, да манипулира, да излаже, користејќи го светот, грешната природа и действувајќи на целокупната човечка личност. И тоа е добро да го знаеме пред да пристапиме на Божјото оружје, кое е представено овдека. Многу има, нели да се кажува, накратко тоа е. Многу се тактиките, многу се техниките, но тоа се сведува во суштина на тоа што го кажавме. И целта на овие две воведни изучувања е да видиме колку се сериозни проблемите. Не е шега духовната војна. Сериозни се работите. Противникот е сериозен противникот. И би требало ова да не доведе до заклучок на крајот на краиштата дека ние не можеме самите да се справиме. Тоест, да дојдем до заклучокот дека невозможна е таа војна за нас. И ако стигнеме до таков заклучок, постигната е целта. Тогаш ќе ни значи многу предупредувањето на апостол Павле. Засилувајте се во Господ
и во силата на неговата моќ. Таа војна се води со силата на Божјата моќ, засилени од него, не со нашата сила. Ке видиме понатаму, нели, што значи да се засилуваме, како да војуваме. Идејата е дека познавањето на непријателот, на противникот, на неговата тактика, стоењето цврсто на Божјата основа, единствената гаранција дека ќе имаме живот во победа. Вистински живот каков што Бог сака за нас. Ќе го имаме оној живот што тој ни го дава. Да бидеме внимателни секој ден, секој момент, знаејќи дека ние сме постојана цел на еден лукав непријател кој многу подобро од нас не познава и кој многу подобро од нас знае како да не мами, знае како да влијае врз нас. Затоа секојдневно со Божјото оружје да се движиме, да служиме, да живееме, што тоа е начинот кон ефикасно служење, кон плодно христијанство, кон успешно сведоштво во овој свет. Господ да не благослови и да не води во таа насока.